Добар ден, почитувани. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е вице-премиерот и министр за финансии господинот Зоран Ставрески. Господине Ставрески, владата донесе 4 пакет антикризни мерки. Кои од овие мерки се во ингеренции на Министерството за финансии и како ќе помогнат за подобрување на деловната клима за стопанствениците? Владата донесе 24 мерки во овој последен четврти пакет, од кои една четвртина, од прилика 6-7 мерки се директно од Министерството за финансии предложени. Јас би ги спомнал меѓу позначајните мерката за намалување на цената на земјиштето за фирмите што сакаат да го откупат, за 30% ја намалуваме цената, што значи дека заедно со оние 35% дисконт што следи доколку се плати во готовина, околу 65% ќе е пониска цената во однос на постојните сегашни цени. Втора значајна мерка која што би ја издвоил, посебно како антикризна мерка и за помош за ликвидноста на фирмите, е раздвојувањето на обврската за плаќање на ДДВ од обврските за плаќање на плати и придонеси. Значи сега ДДВ ќе се плаќа на 25 во месецот наместо на 15 како што беше досега, со што практично ќе им помогнеме на фирмите да не мора во еден ден да ги собираат парите за да ги платат обврските за плати и за даноци, туку ќе може на 2 пати во месецот да го направат тоа. Значи една помош за ликвидноста на фирмите, да не бидат толку под притисок во еден ден да го исполнат она што им е законска обврска. Во тој сет на мерки кога станува збор за даночните е и она за можноста за електронско поднесување на извод од банка, наместо досегашната обврска фирмите што имаат да поднесуваат таков извод преку во принтана форма, зашто банките им наплаќаа провизии. За да се намалат трошоците за фирмите, ја предложивме оваа мерка. Четврто, одиме кон подигнување на прагот на регистрација за потребите на ДДВ. Значи, досега беше тој 1,3 милиони денари вкупен приход, сега ќе биде 2 милиони денари, што значи ќе им биде од помош на помалите фирми, оние микробизнеси, да не мора да се регистрираат како даначни обврзници за ДДВ, значи да избегнат административни процедури, трошоци и слично. Опозицијата предложи итен ребаланс. Дали е основано ова барање? Во оваа фаза, значи само после 2 изминати месеци, не би било во ред да се прави ребаланс и нема потреба од тоа. Ребалансите се нормална работа, ги имаше во сите изминати години, еднаш-два пати имаше ребаланси и не треба тоа баук да се прави, ги има во сите земји. Меѓутоа во оваа фаза е несериозно да се предлага ребаланс кога изминаа само 2 месеци од годината и кога приходите се во рамките на очекувањата, така да нема никаква причина за тоа. Дали оваа година ќе се трага по комерцијални кредити? Дали се размислува за аранжман со Меѓународниот монетарен фонд, за чии каматни стапки се вели дека се пониски од комерцијалните? Точно е дека ММФ има поповолни каматни стапки, но каматните стапки не се целата приказна. Значи има многу други услови кои што следат во аранжманите со ММФ и затоа многу помал број на земји се одлучуваат да склучат аранжман со ММФ од оние земји кои што немаат големи макроекономски проблеми. Тие земјите што склучуваат аранжмани со ММФ се всушност оние кои што имаат најголеми економски проблеми. Македонија нема таква макроекономска слика за да биде принудена да склучи аранжман со ММФ. Како и сите земји во развој, бевме погодени од кризата, имаме потреба од дополнителни финансиски средства од надвор за да го освежиме стопанството и тие средства ќе бидат обезбедени во 2010 година, најверојатно преку издавање на уште една еврообврзница. Народната банка на Република Македонија ги намали референтните каматни стапки. Дали тоа се случи поради промени во фискалната политика или поради поповолни проекции за раст? Мислам дека е комбинација од двете, се разбира координацијата на монетарната и фискалната политика во насока да се праќаат исти сигнали кон економијата е потребна и таа се реализира на тој начин што фискалната политика на државните записи, кај државните записи ја намали каматната стапка, значи Министерството за финансии отиде последната аукција со ниска каматна стапка од 4,99%, значи историски најниска каматна стапка. И второ, буџетскиот дефицит е на ниско ниво, така да тоа и дава сигурност на Централната банка дека нема да има притисоци врз девизниот курс или други видови на дестабилизација и вкупните околности, порастот на индустриското производство во декември, што беше првични знаци на заздравување на економијата, кои што се уште не се
дефинитивни, значи во јануари имавме пад на производството, меѓутоа сепак веќе е евидентно дека економијата почнува да заздравува и сето тоа вкупно и овозможува на Централната банка да повлече потези. Јас мислам дека Централната банка во скора иднина би требало да отиде на дополнително намалување на референтната каматна стапка со цел да го поддржи економскиот раст. По завршувањето на последната аукција на државни записи, власта во стопанството врати околу 20 милиони евра. Дали новото задолжување беше единствениот начин за да се расчистат тековните расходи? Не, ние со се тоа ново задолжување пак вративме 20 милиони евра, значи вкупно вративме 52 милиони евра, а 32 милиони евра повлековме. Значи на нето основа 20 милиони евра вративме во економијата, во стопанството и тоа е едно од барањата што беа на бизнис заедницата, значи да помалку се задолжува државата во земјата. И мислам дека враќањето на 20 милиони евра е исклучително голем успех, бидејќи на тој начин враќаме пари во банките, а преку тоа и во стопанството за да го поддржиме економскиот раст. Меѓутоа значајно е да во вакви околности оставиме поголем дел од средствата на располагање на банките со цел и надеж дека тие ќе ги пласираат тие средства во стопанството и тоа е тоа што го направивме. Споменавте дека бизнисмените бараат помалку задолжување дома. Дали тоа значи дека повеќе ќе се задолжуваме во странство? Проектирано е оваа година задолжувањето во земјата да биде за 11% пониско отколку 2009 што беше. И проектирано е вкупниот износ на задолжување од надвор да изнесува приближно на нивото што беше минатата година, можеби нешто малку над тоа, со цел да се донесат свежи финансиски средства од надвор, бидејќи тоа е значајно за да се зголеми вкупниот обем на средства во економијата. Дел од бруто домашниот производ го сочинуваат и трансферите од странство. Според некои неофицијални проценки, 20% од БДП се трансакции од надвор. Дали кризата во Грција ќе придонесе за намалување на овие трансфери? Трансферите од странство се повеќе од земјите од ЕУ кои што се во Западна Европа, значи од таму кај што имаме наши иселеници. Германија, Франција, Швајцарија, сите други земји, Италија. Значи многу помал дел се од Грција, така да по тој основ кризата во Грција не би требало да предизвика нарушување на вкупниот обем на трансфери дознаки во Република Македонија. Влијанието на кризата од Грција може да се почувствува во трговските односи, каде што доколку дојде до посериозни социјални немири во Грција, затварање на Солунското пристаниште, затварање на границата заради штрајкови во Грција и слично, тоа секако ќе влијае врз трговијата меѓу Република Македонија и Грција, односно врз работењето на нашите фирми. Од државната каса се одвојуваат пари за привлекување на странски инвестиции. Сепак во јавноста се јавија критики дека посебно за 2008 година парите одвоени за економските промотори биле фрлени во вода. Кога може да се очекува исплатливост на инвестициите за привлекување на странските инвеститори? Гледајте, зависи како ја мерите исплатливоста. Значи, ние овде зборуваме за еден концепт и за една архитектура како земјата се однесува во привлекувањето на инвестиции. Тој концепт не е само економски концепт, тој концепт е и политички, затоа што зборувањето за Македонија како земја која што има добри услови за инвестирање е и политичка промоција на земјата. Никој пред 2 години, 3 години не знаеше кај се наоѓа Македонија од тие познати инвеститори. Сега врз основа на таа перманентно присуство на во весниците, во медиумите во странство и посетите што ги направивме, голем број на стопанственици кои што се многу влијателни во своите земји и политички влијателни и влијаат врз политичарите, стекнаа подобар впечаток за Македонија. Не се знае кога ќе резултира со успех, не когаш ќе дојдат инвеститорите, дали во мандатот на оваа влада, дали во мандатот на следната влада, значи ќе има резултат од тоа. Ние сакаме нормално што поскоро тоа подобро, но сепак објективните околности во светот не ни одат во прилог заради светската криза. Но тоа не значи да се откажеме, има многу работи заради кои што треба да останеме ангажирани и тие пари се вредат да се потрошат за таа намена, бидејќи се трошат за Република Македонија и за економскиот имидж на Македонија и за политичкиот имидж на Македонија. Тоа е нашето уверување и тоа е нашата програма и ние остануваме доследни на тоа. Министре, ви благодарам. Ви благодарам исто. Тоа беше се за ово неделното интервју на Радио Слободна Европа, повторна средба за 7 дена.